Жива музика, повеќе лица на маса, организирање прослави во помали објекти се дел од барањата на угостителите. Охрабрени од изјавите на надлежните во последните денови дека со олабувувањето на мерките ќе бидат направени нови протоколи, Независната угостителска комора ги сумирала проблематичните точки со кои се соочуваат угостителите и очекуваат Комисијата за заразни болести да ги стави на маса кога ќе пресече за нови рестрикции. Доколку дојде до укинување на полицискиот час, целосно да се укинат било какви ограничувања во однос на работното време и да не дозволиме веќе да размислуваме околу тој проблем. Дадовме препорака, значи во целост да се дозволи да се работат во внатрешните делови согласно истите протоколи како што беше и претходно, со оглед дека голем дел од угостителските објекти немаат тераси и не може да вршат својата работа во моментот и да се укине таа октомвриската забрана со која што забранија настап на музички и естрадни уметници во угостителските објекти и практички да го вратиме животот малку чекор по чекор. Да се укине и забраната на една маса да седат повеќе од 4 лица и да се дозволи да работат ноќните клубови, кабареа и летни дискотеки, бараат угостителите. Абсурдно е се уште да важи забраната за ограничување на звук до 55 децибели, сметаат од НУК, па бараат веднаш да се укине. Останата точка која што повеќе наши колеги од други комори и здруженија ја бараат во истовремено е дозволата за одржување на настани и прослави во угостителски објекти, поготово во угостителски објекти специјализирани за такви настани, односно свадби. Значи, во целост мора да се укине таа забрана за организирање на вакви настани. Значи, најавените експерти имаат за обврска да изготват соодветни протоколи со кои што ќе дозволат да се работат овие настани. Здравствените власти не размислуваат за промена во мерките во наредната недела. Барањата на НУК за министерот Филипче се логични и ќе ги разгледуваат во понеделник, но истовремено вели мора да се анализира епидемиолошката состојба по олабувувањето на мерките.